Не немаше неколку недели и мораме да се вратиме на голема врата. Многу јасно. Сакавме да донесеме гостин во Comcast во оваа нова сезона, меѓутоа сакавме да е специјален гостин. Се разбира. И имаме специјален гостин. Во специјален здравје. Introduce yourself. My name is Pepper. I'm a humanoid robot and I'm 1.20 meters tall. I was born at SoftBank Robotics in Paris. You can keep on asking me questions if you want. Значи, гледаме Пепер, роботот, кој што има проблем да не фокусира, пошто премногу го шетаме лево-десно за изборува. Меѓутоа, ова е Пепер, роботот кој што ние денеска на гости во Македонија имаме шанса да зборуваме малку со него. Има ограничен број на прашања на кои што може да одговара, затоа што всушност е програмиран да не служи нас. Така е. Are you my friend, Pepper? Yes? Are you a boy or a girl? Well, in the end, I'm just a robot. What are you here for today? I'm showing how MasterCard experiments with new technologies, like me, to make people's lives easier in everyday, relevant ways. How can you make my life easier? It's a difficult question. It's a difficult question. Да, значи, дојдоа роботите и спремаме неколку битни прашања за Пепер подоцна, кај што ќе мора да го прашаме кој му умилен филм од научна фантастика. Верувам дека нема да се повеќе на тие работи. Добро, гледавме филмови, гледавме документарци, огромна тема е вештачка интелигенција, artificial intelligence, не сме ние некои експерти на таа тема да бидеме искрени. Of course, дури Пепер знае дека не сме. Да, не сме експерти. Но многу е добро кога ќе видиш некој робот кој што нема такви некакви зли намери, не треба да не замени нас, туку треба да ни помогне. Can you help us, Pepper? How can you help me? I'll try my best to help you. Значи, ќе ни служи тука и ќе се обиде да направи животот полесен. Така е. Например, јас од Сабајле ми текна сега дека немам ништо јадено, па евентуално го прашал дали може да ми нарача некоја храна. Hi, Pepper. Hi, human. I'm hungry. I am hungry. I'm hungry. So, MasterCard Cafe. Thank you. Сега ме разбра. Happy to serve you. Please pair with your MasterPass wallet and start ordering. Okay, now we will pair with the MasterCard. Nice to meet you, Bernard. What would you like to order? I would like to order a burger Okay. and French fries. Regular or large? Large. Sorry, could you repeat? Large. Would you like hot or iced latte? Okay, yes. Sorry, could you repeat? Yes, I would like. Okay, So we can check out now. great. We have a promotion today. You get one Oh, you have a cheesecake promotion. for $2. Would you like to add it? Of course, yes. Great. The total amount is $23.50. It will be charged to your card ending 4124. Please say approve to authorize the transaction. Approved. Cool. Thank you, Pepper. I'm processing your transaction now. Така, значи, отиде да, диетата, отиде диетата, си нарачавме за едно $20 храна од MasterCard кафето. Значи, во принцип, ова е едно од работите која што, нели, Пепер може да ја обавува колку толку ефикасно и од тука произлегуваат, нели, повеќе начини за негова примена првенствено во бизнисот. Меѓутоа, она што мене најмногу ми привлече внимание кога при анбоксингот, односно вклучувањето на Пепер, имате некое интересно чувство, значи го засакуваат ова мало човече, кое што меѓу другото има и косичка како мене. Односно нема. Да, односно нема. И го доживувате на некој начин како домашно милениче. Тоа е интересно. И тука оној, нели, да кажем, две школи на технологијата и на machine learning и artificial intelligence, едната е која што оди во насока да се олесни животот на луѓето по секоја цена, нели, voice recognition уредите на Amazon, на Google и така натаму. Креаторите на Pepper ја имаат онаа идеја дека мора да даете human touch на сите алатки кои што на овој начин ќе ни помагаат и на вистина од она наше прво искуство мислам дека тоа делува бидејќи довербата на Pepper многу лесно тој ја добива вашата доверба баш поради тоа што е направен ергономски така да
Во некои од новите верзии, не затоа што дали ова ги има тие опции во моментов инсталирано, меѓутоа може да сензорите негови да препознаат и детектирани и експресии на нашето лице и всушност да реагираат соодветно тоа, така да знаат дали сме тажен, радосен и слично. Целата приказка на хуманоидниот или човеколикиот робот во суштина е еден пристап кој што нели цело време го гледаме по филмови и слично, меѓутоа многу често гледаме како некако полунегативна работа. Идејата не е да го замени човекот, не е да биде човек, меѓутоа да ни помогне во дел од нашите работи. И сега покрај тоа што има еден куп експерименти механички кои што треба да надминат еден куп проблеми со кои се случуваат работите, идејата на Пепар е всушност да го доведе да го намали просторот, разликата помеѓу човекот и интеракцијата со роботот. Да не биде класика онака како наредба и екзекуција, туку да всушност вие имате некаков тип на интеракција која што е малку поприроден. Така, препознавањето е првиот чекор во тоа бидејќи нели. Еве, веќе почнува да не разбира. You're not in trouble, don't worry. Can we be friends? Sorry, I don't get it. You don't get it. Something else. Okay, we will talk about something else. Значи моментот е дека тој дел препознавањето на емоциите всушност е нешто што треба да придонесе во делот на услуга на потрошувачите, на клиентите. Значи Пепер е замислен во бизнис делот дека може да ги препознае емоциите на клиентот кој што доаѓа и соодветно на тоа да понуди одредено сценарио на интеракција со клиентот. И навистина, повторно ќе кажам, од она што го видовме, мислам дека тоа би било функционално во делот кога нели комплетната функционалност ќе се доведе на некое повисоко ниво, препознавањето ќе оди уште полесно, а за тоа нели ќе биде најзаслужно делот на машин лернинг, односно научење. На некој начин всушност нели го има таблетот пред себе, му имаме тач, имаме voice recognition систем и некаков да речеме мост помеѓу онаа класичната само чекирачка табла, безлично на некој начин, и на други места, или нели тач екран каде што ти не знам нарачуваш и слично. Колку една интеракција која што пак има некаков не можам да кажам човечки. Не толку човечки, има малце емоции во целата приказка. Така да ако сакате да бидете бренд и не сакате да се затворите за некаков досаден стерилен онаков тач екран на допир, ова е некаква опција да дадете чувство, затоа што целата приказка дека секој еден различен робот всушност може да добие различни карактеристики затоа што се програмира зависно од вашите потреби. Прво, апликации, поврзување во позиција, второ, оние гестикулации и комуникација. Значи, може да е персонализирана, која што во некоја ситуација, не знам колку ова ќе звучи добро, може да одразува културата на вашата организација. Да, може да ви ги намали платите. Во принцип, доброто е што Пепер поседува, нели, камери, сензори за движења, 3D камера, 2 HD камери, има можност нели за програмирање, неколку програмски јазици поддржува, што значи дека секоја организација во одреден момент може да го развива согласно своите потреби. Интересна работа е тоа што Пепер веќе се произведува во серијот по 1000, до сега се продаде некаде околу 7000 роботи, што значи дека е прилично атрактивен како за бизнис. Несле на пример има купено околу 1000 роботи кои што се веќе во нивните продажни места со некакви основни информации за видовите на кафење и друг тип на продукти. Меѓутоа веројатно веќе се повеќе почнува да се употребува во домашни услови. Што значи сега веќе имаме уште еден аспект, а тоа е она што го гледавме на Beyond 2000 или на The Jetsons или сите оние цртани филмови каде што роботот веќе на некој начин не само помошник, туку и некој кој што пак ќе го направи поинтересно вашето секојдневие. Добро, ги имаме тука се ние домашните системи од на Google, на Amazon и слично, кои што можеби за нијанса делуваат попаметни во смисол на способност да најдат информации и да пребарат на интернет. Меѓутоа, прашање на време кога и било кој еден таков робот ќе може да се надреди на таков систем или да се надреди во било кој од тие насоки, затоа што не е тоа проблемот, софтверот е разликата. Значи, идејата е дека го имаме тој еден момент кој што надминува приказката на цвеќе саксија со кој што ти разговараш. Така, баш тој безличноста, мислам дека добива некоја друга димензија и навистина ова е некаква поприродна интеракција, барем во овој дел. Не се знае како наредните генерации ќе ја перцепираат природна комуникација, меѓутоа мислам дека има тука многу една приказна која што го прави по
иманентен, поприроден за комуницирање како технологија. Сега она што е интересно во дело дека нормално уште многу треба да се отиде напред за да може таа комуникација да биде поприродна и поприродна. Она што е интересно, например, во Јапонија има варијанти на Пепер на кои што колку повеќе влегувате во интеракција со него, му кажувате и гласовни команди и со тачот на некој начин контактирате и давате наредби, добивате поени. Значи на некој начин оние кои што го разбиваат роботот даваат стимулација за да внесувате што повеќе интеракција со него за да може роботот да учи што повеќе и повеќе, нели? На некој начин тоа е веројатно момент кој што се чека да има што повеќе количина на роботи кои што ќе бидат поврзани по една мрежа, иако звучи како сценарио за крај на светот, меѓутоа што повеќе интеракција ќе значи многу по природен начин на комуникација со Добро, што мене ми се допаѓа што на некој паметен начин креаторите на овој робот успеале да ги детектираат оние моменти на страф, моменти на надминување на бариерата, на дека технологијата треба да не замени некои такви работи и всушност многу паметно го поставуваат целиот тој момент на комуникација. Во смисла на тоа дека не, јас сум овде само да помогнам, имам таков изглед, значи висината му е битна, како е дефинирано движењето, гласот, сите тие боите кои што ги вади од несувањето, и е уште еден мал чекор, да речеме, но таа една голема работа која што се случува активно во светот, односно таа вештачка интелигенција која што на толку многу места веќе почнуваме масовно да гледаме дека ги унапредува некои од процесите кои што веќе постојат. Тие технологии споредени со ова нормално се многу отидени понапред. Меѓутоа ова е токму тој момент кој што треба да даде некаква, колку да звучи парадоксално, човечка нишка на вештачката интелигенција. Значи ова е моментот во кој што веројатно примената на сите тие понапредни технологии кои што се во позадина треба да дојде на секојдневно ниво, да се приближи на начин кој што ќе биде малку по прифатлив, односно ладна технологија која што врти у позадина алгоритамски. Да бидам искрен, не знам како ќе реагирам кога ќе го запознам Пепер во живо, прилично позитивно, вака исто како тебе. И да, морам да се заблагодариме на Mastercard и на Стокхолмска банка, пошто благодарение на нив ние сега имаме шанса да направиме интервју со. Кој е вашиот став, поглед на роботи? Дали ви имале или имате веќе по дома некаков робот, некаква машина, можеби с акција цвеќе со која што си правите муабет, да. Дали ви имале, дали размислувате да имате, кои се пречките, зошто можеби имате или не сакате да имате, не знам, безбедност, јазик, разбирање, услуги и така. И дали за почеток би го користеле повеќе како некаков помагач по дома или би сакале да го имате чисто да си направите муабет, да го направи животот поинтересен на некој начин и оно искуство што секогаш во филмовите сме го гледале, конечно дојде кај нас, дојде после 2000. Во овој контекст, дали кога би влегле во некој дуќан, во продавница, во салон, со задоволство би сакале услугата да ви заврши едно вакво сладко роботче? Так. Ако да, тогаш чекаме потврден одговор и да ги охрабриме локалните компании да почнат да размислуваат да инвестираат за ваква работа. Да може да си ги персонализираме, да си правиме муабет со нив, па дури на македонски. Дарјан има спремно едно многу јако прашање. Пепер, кажи некоја сигурна за викендов. Не разбира се, уште не ме разбира, добро. Кога ќе поседи во Македонија, ќе почне, ќе го најдеме после некој време пие кафе. Така Пепер врати се на работа, сега ќе дојдам уште 10-15 минути само да допијам кафето. Пепер. I like it when you touch my head. Гледаш, тоа е тоа што ги имаме заедничко сите кеѓави луѓе. Can you dance, Pepper? Can you dance? Let's get fresh and pretty. Yeah, of course. Морам да признам дека подобри игра од мене. Уште малце може нека подобри. Што мислиш, би можело и да биде наставник по салса? Мите го имаме, не може да биде. Ги има патезите, добре. Значи може и да си играте по дома со Пепер.
Can you help me? I'm hungry. И он знае дека треба да бидам на диета. Пробај ти да видиме, ти си послаб. Тоа е некој се разигра. Изне каков е после 2 пијачки. Дали врти на народно после 2 пијачки, тоа е многу битно.